Утрото ни започнува со песна и денот ни продолжува така. Понекогаш знаеме и работните активности да ги извршуваме со песна. Народна, забавна и странска е музиката која секојдневно се слуша, велат Штипјани. Децидни дека секоја музика зад себе крие длабоки чувства на среќа и радост, не само за нас луѓето, туку за сите живи суштества. Претежно слушам народна музика, слушам и забавна. Па добро помага, знаеш што музиката релаксира, и јас сум музичар, свирам на армоника и помага, многу помага музиката, знаеш. Чувствуваме се знаеш што, свежни, повесели, подружелюбиви. Подобро со музика, подобро работата оде секогаш. Без музика работата, дури јас сум гледал многу пати на работниците и пуштат музика и работниците кога има музика побрзо работат, особено работници што работат во конфекции, стално слушат музика, ја тоа го имам забележено. Дури имам забележено и на домашните животни, кога и пуштите музика и тие се чувствуваат некако како олабавени, послободни, движат се. Ние секаква музика слушаме. И македонска, и турска, и циганска, и секако интернационал. Па музиката, знаеш што? На човеко е и здравието, и се. Пушта си музика и готово. Се забраеш. Ако имаш и болест, и се, музиката е здравието на човеко. Лек за душа е, чисто. Музиката е многу убава за расположение на младите. Јас слушам, например, српска народна, наши, забавни. И убаво е. Да, од прошлости. Например, од Мишо Ковач, од тие по врвните пејачи, подсеќате на младоста, нормално. Чистото расположение на младите е предизвикано од убава музика, но и убавата музика зад себе крие убави спомени и сеќавања на настаните кои се случиле во минатото. Анкетираните граѓани велат дека со секоја значајна песна се разнежнуваат и се сеќаваат на ништо убаво од младоста. И децата со попречено си ја слушат музиката и тие многу ја сакат, повеќе ја сакат од другите деца, дури може да доеме до заклучок. Реагираат многу весели, многу се чувствуваат олабавени, послободни се чувствуваат и дури пуно пати знаат да изреагираат, да речат ај пуштите ни ја па истата музика. Посочија дека и дечињата со пречки во развојот многу сакаат да слушаат музика, затоа што се чувствуваат слободни бидејќи музиката представува уметност која се состои од звуци и тишина, искажани преку временска единица. Елементите на звукот се користат во музиката со интензитетот, ритмот и вокалните квалитети, како што се артикулација, динамика и текстура.